Белчинов е на голот, Римас, Бесикорновас, Чикулаев, Абраменко, Леонтович, Григорьев, Кито, Епикин, Штрокис и Баздюкин. Тоа е изборот на тренерот Алексеј Јагудин. На клупата за резерви ќе бидат Шмелков, Грузнов, Плотников, Фјодоров и Бискис. Го нема во составот искусниот Сергеј Казаков, кој играше меѓу првите 11 на првиот меч, но тој не допатува воопшто во Скопје. Нема никакви измени во тимот на Работнички. Горан Петрески немаше причина да менува било што во тимот. Истите 11 на голот е Столе Димитриевски, во одбраната Богдановиќ, Тодоровски, Панче Ќумбев и Игорче Стојанов. Тука ќе биде Димитрија Лазаровски, потоа Панче Ќумбев, односно Мило Петровиќ, Стефан Вујчич, Борче Маневски, Владко Гроздановски и Крсте Велковски. На клупата за резерви кај Работнички вечерва Шишковски, Мицевски, Велковски, Петковски, Ангелов, Скендеровиќ и Трајковски. Надпреварот го води судиска тројка од Чешка, начело со Роман Хрубеш. Ке му помагаат Емил Убијаш и Криштоф Менчал. Напоменав во првиот надпревар во Естонија Работнички забележа убедлива победа, веројатно тоа беше и изненадување, не толку победата колку високиот резултат, 4-1, реков Велковски го постигна првиот гол во 16-та минута за водство на нашиот тим со 1-0, изедначија гостите преку рускиот интернационалец Епикин, а во второто полувреме најпрво Маневски во 51-та минута го доведе повторно Работнички во водство со 2-1, а победата ја обезбедија Петковски во 73-та минута и Владко Гроздановски на 2 минути пред крајот на надпреварот. Владко Гроздановски, предпоставувам, знаете, се врати во македонскиот фудбал по неколку сезони интернационална кариера на Кипар, а подосна и во Иран. Успеа менеджментот на Работнички да го врати нашиот репрезентативец и веројатно тоа е полн погодок. Инаку тимот на Транснарва е многу интересен состав со само тројца естонски фудбалери. Се работи за еден интернационален тим со многу руси, литванци и летонци. И вечерва во тимот рускиот стручњак, односно русинот на клупата на Транснарва, Алексеј Јагудин, има многу фудбалери кои не се естонци. Инаку Транснарва, интересно е што заедно со Флора од Талин се двете единствени екипи кои никогаш немаат испаднато од првата естонска лига. Инаку клубот е формиран 1979 година. И како што знаете, предпоставувам, естонскиот шампионат е во тек, активен е, за разлика од првенството на Македонија и најголемиот дел од Европа, каде што шампионатите мируваат. Го чекаме почетокот на надпреварот. Почетниот удар го имаат гостите од Естонија. Стартува мечот, подсетувам, Работнички во овој реванш од првото квалификацијско коло во Лигата на Европа има предност со 4-1. Очигледно дека не се развива според вкусот на руските стручњаци. Еве го сега во Транснарва, напад сега за естонците. Епикин, тој е фудбалерот за кого говорев. Еве шут и голема шанса за Транснарва, шутираше Мариуш Бесикорновас, ефектен шут, заврши во пречката. Многу среќа за Работнички, останува 0-0. Предпоставувам дека оваа ситуација ќе ја видиме уште еднаш. Еве го тој страотен шут на Бесикорновас, топката удри во пречката. Ми се чини дека подосна и во стативата. Римас. Уште една долга топка оди кон Чекулаев и тој дуел воздушен го добива Панче Ќумбев. Тодоровски. Велковски беше во офсайд. И Кито спасува. Голема шанса, 1-0. Голема грешка на одбраната на Транснарва. Подарок од капитенот на гостите. Станислав Кито. Топка на Милован Петровиќ, кој го доведува Работнички во водство со 1-0 во последната минута од првото полувреме. И пред тоа беше јасно, но сега веќе и дефинитивно го прогласуваме Работнички како учесник во второто квалификацијско коло
со многу недостатоци во играта. Велковски успева да влезе во штета сетникот. Еве шанса. Маневски промашува цела топка и натаму е опасно. Тодоровски останува 1-0. Што промажи сега таму капитенот на Работнички Борче Маневски. Оваа топка доаѓа само до Тодоровски, кој сега ја покрива десната страна, каде што до сега играше Богдановиќ. Еве го Дарко Велковски. Убаво додавање за Маневски. Еве голема шанса за Работнички. И нема гол. Останува 1-0, 69-та минута. Маневски не искористува уште една супер шанса. Дарко Велковски. Пред малку одлично асистираше. Сега нова топка. Еве шанса. И нема гол. Брани Дмитрий Јалчинов. Дарко Велковски. Гроздановски, ова топка за Тодоровски, ова влегува во 16-сетникот, голема шанса, Петковски, нема гол и конечно Борче Маневски 2-0. 81-а минута, конечно капитенот на Работнички Маневски по сите тие неискористени шанси. Маневски го доведува својот тим во водство со 2-0, заслужи гол вечерва капитенот на нашиот тим. Борче Маневски го доведува Работнички во водство со 2-0. Токму во овој момент, по постигнатиот гол, Горан Петрески ја подготвува и третата измена. Крсте Велковски. Еве нова шанса за Работнички. Јалчинов брани. Еве нова прилика. Има! Петковски 3-0. 90-та минута. Стрелец и во Естонија и тука во Скопје Филип Петковски 3-0 води Работнички. Уште една убедлива победа на Работнички против Транснарва. Добро шутираше Крсте Велковски од левата страна. Мораше само да одбие Јалчинов, а Филип Петковски на мајсторски начин пласира не многу силно, само прецизно за да погоди голот. Зголемува на 3-0. Одлично второ полувреме за Работнички. Велковски добро ја украде оваа топка во делот со Абраменко. И тука е крајот на надпреворот. Работнички забележува уште една победа против естонска Транснарва и во реваншот на подсетување на стрелците на головите. 45-та минута Милован Петрович, во 81-та минута Борче Маневски и во 90-та Филип Петковски. Убедлива победа на Работнички со 3-0, вкупни 7-1 против естонскиот представник. Реков во второто коло против Јувенус од Сан Марино очекуваме нов добар резултат од нашиот представник во Лигата на Европа.